Още веќе колку време има како се знаеме? 4 години можам. Да. Не, па добро и повеќе. Знаеме, да. Мислам дека најинтересно беше ствари кога се запознавме официјално на Джифони, нели кога не избра. Да, Ние се да. знаевме пред тоа и после во автобус кога се сретнавме, ти текна многу беше awkward. Ја бев пак во брзање кога секој. Ти ми дојде и ја тоа дете приметив онака не знам дали на... Тука веќе бевме избрани? Да, бевме избрани и ти ми се свртиваш како, хеј, што правиш? Ја бев како, еј. Ама бев толку во брзање и не сконтав дека си ти. И ми вика, ајде се видиме до неме, пошто заедно ќе одиме во Италија. Ја бев како, да, а беше февруари нешто. Кога чека има време и после така почнавме да се дружиме. Ама тебе фактички прва те избра. Па мислам, да. Тебе те избра уште на церемонијата за затварање во октомври. Да, што ме што писаш. Тебе и Кежаровски. Да, да. Да. Од Карев, двајцата. Да, случајно или не. Да. И после тоа... Conspiracies. Еве, патем речено Леона моментално носи дуксер Каре. Вишко, пишла како со спред спајн, треба се избриш. Така е по-фраерски. И после тоа нас не избраа дури во март. Да? Да. Мене, Кони, Матеа, Еми, Стефан, Да, кога се собра. Мија, Љубен, да. И сега не знам тука дали беше ти таму на изборот. Сега дојдов уствари тогаш, пошто сакаа да не запознаат како официјално. Може. Да. Да, мене ми беше тоа многу чудно, пошто јас одев нели во основно на Джифони. И не очекував дека ќе мислев знаеш основно не те бираат за Италија. Не. Од средната. И ако дојдов во прва година, бев решена дека уствари окей, нема годинава да ме изберат, туку наредна после. Ти беше прва година кога те избра. Да, ја како сега мора да се тепам, да се покажам, и онака само се изборував искрено на филмовите, и после кога ме викна да ми кажат, јас мислам се прпав, бев кога prank, it's a prank. Кога ми беше преако, не мислам. А ти кажа пред да излезеш на сцена? Да, ми кажа, сабајето ме викна на Телма, не знам, че јас не бев ни спиена, ништо, мислам како пиеш нешто вечер. И доаѓам таму, онака очите не ми се отворени и прашуваат нешто за Джифони, за како е убаво. И тоа беше искра кој испука, па или он е одбрав да ја бака. Ежно утринска на Телма, не знам ни кај бев, онака ги гледам како де се чекај, не знам скроз. А беше убаво искуство, искрено. Ама тоа моментот на сцена е малце како Оскари, нели? Кај што ајде сега да видиме кој е избран. Сега само заради тоа се оставам. Кој ќе види, кој ќе оди. Да. Пред кој ќе видиш некој дека одбора си казва. Знаев, Не да. знаев. Ама бевме убава група. Многу во Италија. убава група. И јас Ние се сум. дружевме, тоа беше убаво. Да. Други ме не се дружеа до толку. Не, точно. Преока. Искрено. И бевме 10 дена, вака, мислам да дадеме контекст, бевме 10 дена на италијанската вирижијат фестивалот Джифони. Оригинал. Да, во Джифони Вале Пијана. Јесте, да. Така се викаше селцата, ама бевме сместени сегде околу. Да. Јас бев во, мислам, Джифони се и Касала. Аха, исто некоја селца. Да, така па. Кој беше Мија беше Баш во Джифони, баш во да. Джифони. Беше пресмешно. Јас бев во Салерно, јас и Матеа бевме единствени кои што бевме во градот сместени. Да. Ама беше многу убаво затоа што бевме буквално на југот на Италија и не знам, тоа лето памтам дека беше многу популарно Амалфи Коуст, ако ти текнува на Инстаграм. Сите идеа на Амалфи Коуст, сите инфлуенсери и едно друго, а ние бевме онака лававо на еден ден. Да, ама тој го искористив на максимум. Да. Мене ми беше врв кога појдовме свари, кога свативме колку многу има туристи, не се покренат. Хаос беше. И јас појдов и реков, знаеш што, само ќе одам да јадам сладолед. И кога ги прашав таму... Да, джелато, да. Джелато, онако ми дадат огромни топки, не можев да ги појадам. И кога прашав некој локал таму што има да се види, и ми рече, катедралата. Катедралата, памтам, да. Така е. И ја тргнав да ви кажам, ќе одам во катедралата, и бев се што кога ја го прошетам градот, и тука е негде Lost in Translation, јас се влегов во катедралата. Да, памтам. Ја беше disappointing малца. И ко не знам, излегувам, гледам се сликата на скалите, и колку го пропуштам за бандинга. Фала до Калина што ме тагнува. Да знаат моите дека сум била присутна. Да, и дека Леона ја шетала катедралата и за разлика од нас направи нешто корисно. Да, ние се сликаме.
И после, значи, ми текна колко беше прејако, колко се изнаплива. Се изнабањавме, да. Беше жешка плажа, значи ми изгоря ножот. Да. Нормално. Ама ние се бањавме и над тебе гледаш Амалфи. Многу беше Че убаво. беше прекрасно место. Еднакво секој ќе ми дојде некој е као, вау, сакам да одам во Амалфи. Како да ти кажам? Како да ти кажам, не само што бев, туку и помин. Не, тоа беше едно убаво лето и многу продуктивно. Да, искрено, мене ми е са... Па тогаш ти беше и на Македонок истата година и на што се не. Добро, таа година веројатно бев како Волонтерка. нешто, да. И мислам дека беше последно како волонтер или... А не сум сигурна. Може да 2019 ми беше последно, после короната фаќа. Да. Не волонтирав. Амнезија. Како и да. Да. Ali беше интересно. Мене ми текна само исто Стефан, нели беше исто сместен во Салерно во градот. Со тој кој беше Джузепе и нешто. Не. Како се викаше? На У. Умберто, не. Умберто. Не, ужас. И извини Стефан Витики. Ама поздрав до диаспората. Да, поздрав до диаспората. Се Стефани во диаспората, точно. Спонзорирање. И нели го однесоа на плажата, ко градската плажа, и само тој се капеше и овој му се смее од плажата. И овој излегува и беше како, why you not swim? И овој вика, Why you no swim? because shit, go in beach. И овој палеја, ужасно. Се заникда. Страшно. Ама ако, знаеш, Good old times. мислам дека е убаво што од... Добро, окей, не бевме тогаш кој знае колку мали, ама добро е што од средно одевме во странство. Да, и го искусивме тоа во... Мислам дека е важно искуство. Еве сега Илина беше претходнава недела на Еразмус проект во Шпанија. Многу луѓе идат на Еразмус проекти, Да. особено после 18. И беше на Еразмус во Шпанија и 10 дена и има некое многу лошо поврзување за враќање. Беше Шпанија, Милано, Милано, Тирана, Тирана, Струга, Струга, Скопје. Знаеш, хаос. Да. И не знам, го пропуштија, тоест подоцна им дојде летот за Милано, беше задоцнет, па го пропуштија летот до Тирана. И беа останати у Милано на полноќ сами, без да знаат што да прават. Сами. Сами. Ужас. И среќа што нели јас сум сега таму, па и јас баш следниот ден си доаѓав. Така што ги фатија последните карти за Болоња, нема врска. Не е ни важно. Long story short, поентата е дека тоа што кажа Илина дека она во тие 10 дена што беше во странство, се здоби се поголемо животно искуство Да. од последните 5-6 години што се здобило. Ма не, и секојаш е тоа точно, го искусуваш на своја кожа и на своја кожа најдобро учиш, пошто се едно е да ти доаѓаат и да те зборуваат за искуство таму, ваму. Да, ти додека точно. не поедеш, не можеш да си го ни разбереш, не оформиш. Јас пак велам, има и разлика од еден до друг град, значи во Македонија дојдеш, пак ќе Фала видиш Богу. друг вид, друг менталитет, друг начин на живот, друг тек. Еве сега имав прв пат кој со фестивалов, кој можност да одам во Белград на подлого, онака да видам градот, да го почувствувам. Колку време траеше фестивалот? Па, мислам, дека траеше 7 дена, јас бев само 5, тоа петиот ден се бајато се занимав. Добро. Ај сакаш да кажеш првен што беше фестивалот, да се пофалиш, нескромно. Вицки, значи. I won an Oscar. Даде Вучич. Каква чест. Да, нели. Thank you. Па чим Джони Деп беше. Па да, мислам, зашто да не ики. А иначе ние видовме Амбер Хърт и јас и Леоне имаме видено Амбер Хърт во живо. И Just saying. они од Stranger Things, Да. и Elle Fanning, и Woody Harrelson. И Вуди Херелсон, да. На Вуди Херелсон му постави прашање. Да, yes, girl. И тој те поврза со Стефан. Со Стефан, да. Не мога да заборавам колку праша. You know the The guy from Macedonia. Што? Do you know how small a country we are? Не, беше многу јако, така што скромно, нескромно, и јас и Леона ги имаме видено Амбер Хърт, И Elle Fanning ја видов. Elle Fanning, Да, лично. точно. Вуди Херелсон, Еван Питерс Да. и Наталија Дајер и Чарли Хитон од Ненси. Ненси, како се вика, Джонатан. Да. Да, многу беа смешни. Да, стварно им ја пеевме песната Лев Бука. Не кринж.
Смешно е. Да. А Софи и Мартин Цицовски им дава свеќе. Да, они мислам дека се помоќа. Да, за тоа што се идеа до супер нив. фенс, да. Па нормално. Сам јас буквално само една сезона имам гледано тоа и не и додека не се кача на сцена не побрзо кој се. Што ми беше врв. И така. Так. Да. Ај кажи за Мартовски. Мартовски така се акцентира, да. Мартовски, да. Да. Значи, Мартовски е фестивал кој трае веќе 70 и кусур години. Машала, добро. Да, и е огромен фестивал. Мислам, не сум сигурна, мислам дека има започнато само како документарен. Мислам филмски фестивал за документарен филм. Ама сега си има развиено со годините и имаме многу наши режисери кои Стола Попов што имаат земено повеќе пати таму награди. И еден од луѓето што го организира, не го организира, тој работи во Дома Омладина. Исто така ни беше ментор на работилницата на Варан во Нови Сад. Добро. Менторот типот тој го организираше за на Балкан. Пошто нема многу луѓе кои што се занимаваат со таа школа. Ќе се надоврземе, ќе објаснам подетално. Ама минатото лето бев на Ова е лето 2022 или 2021? 22. Добро. Само што завршив средно, така тоа се прави. Така, 23. Да. Завршив или 20? 22, сега е 23. Готино. И јас се бунам. Не знам кој е днес. И подно после средност фатив да одам на класика на школа за документарен филм, исто така стара. Добро. Ателје Варан. И значи тие се прават низ цел свет, генерално во Франција се организираат тие работилници. Драган Николич го имаше организиран во Нови Сад. Супер. Ни беше во Белград, Филип Лафазановски беше. И тој ми предложи да се запишам. Направи филм таму. Кој филм е тоа? Живот Даскја. Живот Даскја е таму, значи. Добро. Значи документарен филм. Тоа беше во работилницата, имаш 13-14 снимачки дена, го снимаш, во 6 дена го монтираш, финито. И значи филмот таму што го снимав, го пријавив на класика на Мартовски. Го примија и таму му беше премиерата светска, така да супер беше. Јас искрено, пошто не знам многу луѓе во Белград, освен овие од работилница, што ги запознав. Не очекував дека ќе има луѓе, но дојдоа луѓе. Беше прејако. Желим Режилник беше на проекцијата. Some reason, али окей. Авелона. Поможе. И сам беше на блокот, али не е важно, да. I was so happy. И добив доста позитивни критики, така да ме беше супер. Ме беше многу драго што бе. Браво. Близко се тоа. Глазе си ти. И на твоја глава. Ама тебе ти тргна со фестиваливе некако. Мислам, да не пу. Ама еве веќе неколку филмови ти се премиерата има на фестивали. Yeah, which is pretty cool. Pretty cool, да, ја ми така ми реклала. Yes. Не знам, мислам дека пошто така некако имам мајндсет некаков на workaholic. И попрво гледав, мислам, фестивалите се баш она за можеш да си го експонираш делото и да добиеш награди, пошто тоаш имаш некој статус кој ти овозможува да аплицираш на проекти и такви работи. Искрено јас го гледав прво тоа на фестивале, само да ми се прикажува филмот, искрено, знаеш, само сакав да го видат кој да го има негде, да. Да видам каков фидбек имам. Сега веќе сваќам некако сериозно сакам да се бавам со тоа, мора да има и некаков како кажам, нетворкинг после фестивалите. Да. Така да ми беше драго што појдов таму и се запознав со толку луѓе, некои што студираат на ФДУ и така. Во Србија? Да, во Србија и не знам, сега искрено сакам само да, знаеш, да видам на колку повеќе фестивали ќе можеме прошетаат филмовите. И тоа, затоа што е исто така добро за портфолио. Точно. И сакам да се запишам на Белград на ФДО. That's the news, people. Да, и може се лесно. Како одат приемните во Белград? Исто, имаш нели консултации, па приемен испит. Мислам дека е ист по ФДО овде, мислам дека поредово секда си исти. Има 3 дела. А како изгледа тоа? Па, се пази, само има една зафрканција како странци ние. Добра. Треба да се однесат документите на нострификација. Се ти стаса писмо дека се во процес на Добра.
а тогаш можеш да аплицираш на приемните. Ако немаш, не можеш. Да. Сега јас тоа мора да одам во Белград на 19 до среда и за консултација, а иначе приемниот испит е 3 дела. Значи првиот е општи прашања, општо знаење, што знаеш за светот, дали месечината е тркале. Тоа е добро, мислам дека е за режисери, Да. односно за културни работници генерално многу важно. Да. Па и не само за културни работници. Да, Да правеа сегде испит за општа култура, ќе беше може многу поразлично. ќе беше многу по... Мислам дека тоа е добар кој начин на self-reflection. Да, точно. Гледаш што знаеш. Интересно мало. А знаеш што за општа култура што имам приметено, не знам дали и ти ќе се согласиш дека колку толку, иако би мислел дека е обратно, ние од Македонија имаме многу поголема општа култура од странци. Во однос на, не знам, ете, од секое поле. Има, например, знаеш, јас тоа не можам да си го објаснам, од една страна ми е можеби остатоци од таа стара школа, како ги учела, пошто многу се поначитани луѓето. Се. Видов некои учебници од моите. Дури ние тоа што го имав на образование сега не се спореда се. Да. Децата. Точно. И например, мислам дека тоа такви остатоци, знаеш, сестра ни биле луѓето и баш ги трупале со такви учи. Сега ти кога растеш, по дефолт, дали низ муабет, дали ќе те подпрашаат, ги знаеш, ги осознаш. Например, може знаеш буквално кои се државите во Европа. Знаеш, Да. На која страна е Тихиот океан. Секаш, а оние видеа на кои ќе ги видам од Джей Лено или не знам, Джими Ким. Да. Кој не можам да сватам дали стварно е тоа like that или ко Не знам. монтирано е така, ко не ме се верува да човек да ти покаже. Мене ми се верува. Мапа и- Ми се верува. Али во право си. Знаеш, може е тоа така, може не е заради ова, али јас имам теорија дека тоа е заради тоа што ние си го подценуваме своето толку Да, и тоа многу, што мислиме дека мораме да знаеме се за другите и за Има светот. некој таков комплекс на ниска вредност. Апсолутно. И заради тоа, знаеш, се трудиме дека ние мораме да направиме нешто плюс, за да успееме било кога, било каде надвор од овдека. Да види, тоа ти е и кој е статусот на самата држава, знаеш. Пази, има нешто, како кажем, Европа, како континент, од секојаш има некоја, како да кажем, вродено чувство на експанзија, значи мора. Точно, да. Тоа е целата историја неизина. Знаеш, да, тоа е целата историја, пошто е мал континентот. Да. Азија, човече, мислам, имале империја, ама сите тие империи се во рамките на Азија. Немале никоја школа, сега ќе одам пут во Европа. Да. Имале, не велам не, значи don't get me wrong, али значи Кина била толкава империја и пак е во рамките на Кина. Точно. И знаеш, и тоа си носи некои последици, например, ние такви што сме експанзивни, што цело време бараме да територија. Повеќе, да. Се поседува и се и тоа си гради некаков менталитет кај луѓето, кој е посилен, кој е послаб. И, например, сите големи држави, сите тие што биле водечки сили, кои ќе ги видиш нивните архитектури, но буквално се само да се покаже богато пространство. Да, точно, силно, луксуз. Да. Кај нас човече, значи, пошто релативно градов што се не претрпел, не држава. И знаеш, еве, Белград и Скопје, значи го има тој, како кажем, осет на метропола, дека е поголем. Има и јас се согласам, да. Знаеш колку луѓе, значи, буквално живеат во Скопје. Ма види колку странци има, колку... Ама инфраструктурата на градот си ја уништуваме и ја правиме да изгледа помал. Знаеш, што е ова, брат, црква, Што е ова? Мајка Тереза. Не, ова е еден од поужасните работи кои што се случуваат во градот. Се затвараме и се правиме да изгледаме помали и небитни. Знаеш, во Белград се излегов на една улица, значи улица беше толку беше пространа. Широка, да. Знаеш, мозокот на пасењето и да свикаш, имам време, јас тоа. Човек, значи, тесно, сите брзо, зградите сите страни, значи, хаос. Секој пат кога се враќам, ми е се похаотично и похаотично. Јас сум на Рузвелтова, живеам, и од Рузвелтова до, да речеме, до центар, до Буква, нема дел кај што нешто не се гради. Нема делче кај што не преработуваат нешто, кај што не знам и зошто. Мислам, зошто?
Кај да погледнеш е грдо раскопано, гнасно, недовршено. Ужасно. Не, има зошто, мислам сите сме свесни, не мора да криеме тоа, дека ево го моето јадење го. Знаеш, со години само си ја продаваме држава како плац. Да. И сето тоа се плацеви, сето тоа се done deals, знаеш, Точно, никој точно. не може да ги запре. Значи, во моето мало, до минатата година не имаше... Карапов 4? Да, во Тофталиџе 2. Значи, Тофталиџе само бараки 2, беа. да. Ја мислам во рок од 3 Леле, месеци Тофталиџе, стварно. 5 нови згради и уште се градат. И сега тоа, знаеш, барем, значи, како кажам, тие згради прво воопшто не личат на тоа мало. Не. Втора работа многу е бедно, пошто сите тие бараки, значи 90%, ако не живеат некои млади, таму живеат некои дедовци, баби што не се способни, знаеш, самите да се грижат за себе, па камоли бараката, и им доаѓа некои инвеститори, и како брат, ке ти ја откупам, со се, копики, само тргни ми се, свекаш. И не можеш да кажеш не. Точно. Абе, така и кај мене. Буквално како градежен криминал. Мене, нашата куќа е последна останата на Рузвелтова, моментално. И цело време доаѓаат инвеститори кои што ти викаат, абе, дај да изградиме зграда, ќе ви дадеме 3-4 стана, демек зашо да не кеш. Quid pro quo. Да, и вака звучи примамливо, ама после кога ќе ти текне дека, чекај малце, ако направат зграда, како ќе изгледа улицата, значи ќе додаде уште една тотално непотребна зграда на тоа место, веќе нема да имаме двор, веќе нема да имаме слобода, веќе нема да имаме тоа што го знаеш цел живот. Не, само се бушиш. Да. Не ме нервира тоа, мислам, почитувам многу луѓе што имаат таков интегритет да си го задржат тоа што е свое или брат. Тоа вие што го правите, воедно го правиш и за градот, за изгледот на градот. Тоа, да. Се зачува некој, како кажам, изглед на Скопје што повеќе нема да го има, значи децата сега што растат, ова ќе им биде познато, црква, нема знаат дека имаше бродче на игралиште. Нема знаат дека площадка. Беле стварно бродчето. Го имаме заборавено. Ја, си. Како, знаеш, многу е мизерно, пошто сега, например, и ти да им дојдеш, еве, не знам како некако функционери, да им кажеш, што знам, не ќам да градите овде зграда, на Diamond Mall, нема шанси, значи ќе те платат, ќе заканеш. Да. Или ќе ти се заканат, пошто тоа е веќе договорено, знаеш, all the way back, ти немаш тука удел, ништо. И ме нервира. Знаеш, ме нервира, пошто гледаш, никој не го не е ни прикриено, знаеш, го гледаш, не треба никој 2 пати да се провериш, сваќаш што се случува. Ме нервира што не сме повеќе изреволтирани по народ, или кога ќе ни дојде револтот, пак се пичкаме пред протест. Не знам, јас тоа се мислам. Најмногу што ме нервира, не знам, јас сваќам од кој тип се градат сите тие згради, али еве брат, ако сакаш да му се умилиш на народот, барем разговарај со некој архитект и направи да изгледа нешто. Тоа е, да. We will be mad, but maybe not as much. Две поинти. Првата поинта за револтот, што го кажам. Од една страна, па нели имаше револт пред кога беше 2017 со шарена револуција, така? Се подмири така. Се подмири и што се случи? Дали дојде до некакви промени од било каков тип? Дали се смени нешто на подобро? Не. И зашто луѓето пак да пробаат? Тоа ми е првен. Од една страна да, постои пасивност, од друга страна кога постои било каква акција, не води до ништо. Не знам, тука сум, јас самата не знам што да мислам. Знаеш што е финтата? Сите тие што јас, па тоа е мој увид. Кога ќе осетиш мој, ќе забораваш зашто си се залагал, знаеш. И тоа е многу добра изречица, например, го имаат кажувано и за ти можеш да ќе имаш прекрасни идеи. И кога ќе дојдеш во позиција на мој, кога ќе сватиш прво се што пара, кога ќе сватиш дека како она Ричард Трети и оние што му кажат, како се вика, леле, не ди имп, туку не, леле, добро синот на владиката, да, што е крипл. И знаеш, кога ќе ти шипка на уво и сваќаш дека некои работи се веќе договорени, на никој не му се допаѓа да се сменат. Ствари, тоа е проблем со цел свет, на никој не му одговара промена, затоа што ова има совршена, како да кажем, ситуација, состојба за перење пари. Chaos is beautiful and we live in chaos. Знаеш, што ме нервира малку? Затоа што
за ова баш и пишува последно, дека зошто беше лесно да се кренеме на нозе за МКЦ. Например. За тоа имаше вистински револт, така? Вистинско кревање на нозе, вистински гласно и јасно да се каже, демек не ви даваме. Да. А за било што е, сега не сакам да речам посериозно, заради тоа што ова е апсолутно екстремно сериозно. Ете, кога немавме леп, кога да не набројуваме за Струја која не гашава. Да. Зошто тогаш не се креваме? Еве, да почнеме од нас, Не знам, не младите, да така. сме овци или знаеме дека... Ама зошто ни одговара да сме овци за ова, а за другото не? А не знам, јас тоа викам, јас кога беше протестот за МКЦ, јас сум сакал да стасам тој ден, ама не успеав. И тргнав и во еден момент се заставив и бев супер е ние што се дигнавме на нозе како младите конечно да не се слушна пошто и со короната и со сите тие сраки, сите протести беа многу двајца без тројца. Кога дојдовме во голем број, имаше луѓе стварно што изборува и кажа многу добри работи. Многу. Тоа беше многу убаво. Цел народ. Мене ми беше драго, ама исто се зафати во исто таква размисла. Зошто не се дигнавме на нозе или кога беше тоа заевана пред година, не знам, за поскапување на струјата. Да, кога беше? Тогаш беше. Пресмешно. Поминавме случајно со другарка покрај влада кај што протестира и брат буквално имаш 5 мина. Знам. И знаеш колку мизерно изгледаше протест, ајде ако си 5 или don't do shit, или do something drastical. Да. Седе и знаеш се смешка и кога да си правиа муабет, беше многу Па и на нив им беше незгодно. Потие застани, не знам, ајде вака flip the bread, знаеш, како на влада и ја почнав да оправам тоа. И овие ме гледат па како Лиле, што преживко, шо ќе ти направат? Ништо, знаеш колку смешно изгледаме, за нигде, гниди. Тоа ме нервира мене, еве да се собереме и да напишат луѓе, еве дојдете на протест, тоа ќе се спичкаат по. Затоа што знаеш што, луѓето им е потребно борбата да биде фраерска, да биде кул, да биде да го вратиме памкот. Така, значи потребно им е, не знам, ова е сега моја теорија, као не ќам ништо да тврдам како факт. Ама мислам дека може да е заради тоа. Заради тоа што за МКЦ е кул да се бориш. Може да се каже. Сваќаш што е пак по-безболно. Да. Болно е за на многу начини. Изолиран настана, пак сме деца кои, знаеш, нема да слушнат. At the end of the day пак нашата поплака ќе биде во фиолка стрепна. Ама си го право. Пак има тоа, например, не знам дали ти текнува што беше тоа, не знам која беше, вајле во короната, беше семијано на Blur. И мене така. Кажа дека нешто гласале во седница и еден функционер кој го снема. Ствари се криел, пошто мислел дека ќе го убијат. Не знам што беше тоа. Тоа беше за гласање за недоврбана влада. Така беше. Мислам кога ќе го видиш тоа, човече. Да. Знаеш кои луѓе ги држат во клешти. You know what I mean? Сум ќе излеземе, ние ќе се дереме, ама знаеш веќе со години кога те демотивираат и те плеска во фаца. Не знам, брат, влеговме во влада, му пукнавме глава на премиерот и пак не запромени ништо. Пресмешно. Така да, многу сме смешна држава. Смешно. Јас мислам, не знам, тоа е. Можда Молотов коктел, Revolution треба, I don't know. Шо знам, Леоне, ја веќе не знам. Знаеш, едно време као имав некој одговор, имав некој не знам, теории, некој што и да е, веќе немам ништо. Тоа е, ја ти викам. А нема ништо подепресивно од немање на надеж. Не немање на надеж, него онака, као да ти е сеедно. Да, а такви сме сите састанати. Да. Ме ти викам, значи, никој не сака промена, затоа што ова е хаос во кој живееме и му одговара многу. Да. И тоа е тоа. И веќе, знаеш, така јас тоа што гледам, на општествено ниво ништо ниту ги радува луѓето, ниту ги нервира, ниту ги растажува нешто посебно, него си ко окей. Многу сме индиферентни. Да, ајде, уште едно нешто што се случува. Човек на дневна база толку работи се случуваат, буквално не процесираш. Не знам, утре ни кажете, Армагедон, не се сите ќе да, конечно. Баш. Не, и после тоа ќе ти рече некој, добро бе, па и ти па што се замараш. Да. Ако нешто, не со тој тон, што се замараш. Добро бе и ти па улабави малце.
И ќе си речеш, добро, окей, валјда стварно треба Да. Или, деве, насмеј се малце. Да. Ајде нешто позитивно кажи. Окей. Не знам, но... И еве сега, тука, например, ми доаѓа прашање за филмот и ете да речеме општо за уметноста. Каква, во една вакво општество, каква улога треба да игра уметноста или филмот конкретно, од твоја гледна точка? Јас сега ќе го напуштам. Фала многу. Да. Добро вечер, гледачи. Не знаеш, мислам дека тоа е многу интересно прашање затоа што уметниците секогаш ги гледаат како од една страна многу ги почитуваат, од друга страна се многу маргинализирани. Од општеството секогаш се гледаат како небитни, а не можеш да кажеш дека уметноста да не била, не можеш, тоа си од едно со друго. Значи тоа што имаме, не знам, имаш имплементирана уметност во градбиве, во сите, Точно. не знам, украси што ги имаме, во твојот поим за убаво, неубаво, во како улицата, дали тоа права, не права. Мислам дека и секогаш, кога не знаеле како да им се приближат на масите, се обраќале према уметниците. Значи, неголемите преобразби, неголемите како кажам, промени во општеството се случиле баш преку уметност. Точно. Ренесансата. Да. Тоа е, значи, движечки аспект на општеството. I mean, Gables и неговата пропаганда. Супермаркетинг. Please don't cancel me. It's really great. Супер. I mean, да сте живее, да сте били вие германци. Не, се заебам. Ме сваќаш што сега да кажам, она што можеме ние сега да го направиме, пак доаѓаш до момент кај што сакаш да си кажеш дали јас сакам сега да творам за промена, да творам за да им кажам на луѓето fuck off, ова е проблемот, или сакам да се задржам на моите На личното. пориви, пошто знаеш ден за ден преживуваш буквално. И сега стоиш си као брат, добро, јас ќе снимам сега филм за, не знам, во Јемен како ги третираат луѓето и ќе имам буџет од 5 милиони и ќе снимам за некој таму сираџа, бра. Можам само да им ги дам парите, ми сваќаш ко. Да. И јас тоа го преживувам како некој вид на изживување. Се согласувам 100.000%. Да, ама не можеш да кажеш дека и тоа нема некаква промена, пошто ќе ги едуцираш луѓето, ќе им дадеш аспект кој не го познаваат. Апсолутно тоа игра и позитивна не можам улога. да кажам некаков чист одговор, без да се измешам, без да навредам, без самата да бидам контрадикторна, ама мислам дека, знаеш, можеме само да слушаме и да бидеме активни, да одговараме. Значи, во секој свое дело имаш некаков начин, дали свесно, дали подсвесно, даваш некаков вид на критика, знаеш. Ето, што знам. Не знам, може би тоа го имам во моите филмови, ако не знам, во Келија. Добро. Ти се откажаш од нешто што ти било стебл на животот, нешто што толку добро го познаваш и пак бараш утеха во него, не знам. Во тој случај, во случајот на филмот, беше монах, Библијата. Секој може да се пронајде во некој. Точно. Јас и филмот. What do you mean it was all a lie? Oh, yes, Lana, you use props. No! Bye! Така да се надам, окей, одговоров. Абе, нормално нема правилен или погрешен одговор, особено не за вакво прашање. Да, иако мислам дека доста активни беа сите последниве неколку години, дури Јас се до согласувам. претеризам. Дури и до претеризам, Да. точно. И сите, не знам, волк-шмолк ствари, мене ме нервираше кога направија некој, тоа е друг веќе муабет, али знаеш, и кој ќе ти извадат едно 500 филма со истата тематика. Истата тематика. Доста, I get it. Значи, мене најумилен тип на филмови ми е филмови кои што критикуваат богатство, а се буквално, не знам, милиарди кошта самиот филм. Да. Така, например, сите филмови кои што излегува оваа година, кои што беа критика, нели, за билионерите, односно милиардерите. Кажи некој пример.
Ете Triangle of Sadness, The Menu. да. Иако Triangle of Sadness е фантастичен филм според мене. Да, мора го гледате тој филм. Фантастичен филм. Everything wrong with our society today. Таму глуми Вуди Херелсон, кој што ние го запознавме. Just saying. Го препознавме, го поздравив. Да. You know famous people, guys. Не сме ние. После на Knives Out, Да, окей. мислам, не знам, јас не ги гледав, ама Не, нема везе. го гледав Право само Triangle of Sadness, кој што се уште тврдам дека е одличен филм, меѓутоа факт е дека тоа се филмови кои што Чекај, тоа е дел од исмевањето, може. да, може и они сами сваќаат, као има некоја иронија тука. Да. Автоиронија. Тука игра и она генерално начинот на размислување и продукцијските куќи, индустријски. Што има разлика од нешто. Да. Холивуд и Европа и Нормално. Азија. Знаеш, пак е тоа во Америка, че прават сетови за се, пошто е огромно тоа индустрија и че не е нормално. Кај нас пак се оди на нешто ready-made, знаеш. Не, уште еден омилен филм од таквите ми е, како беше оној со Леонардо Ди Каприо, Don't Look Up или Don't Look Down, Баш кој излезе у корона. кој што е критика на нели климатски промени, бла бла бла, а пак тоа е филм кој што кошта толку многу пари Да, и сите таму се најголемите холивудски звезди, кои што и тоа како допринесуваат до сите проблеми за кои што они зборат. На мене ми беше преабсурдно и пресмешно, значи Леонардо Ди Каприо и неговата борба против климатските промени. Мислам, буквално шо прави. Тоа е тоа што го кажува Вуди Херелсон во Triangle of Sadness, дека сите богати луѓе се филантропи за да се чувствуваат подобро, за тоа дека едноставно не смее да бидат толку богати. Да. Не, тоа е... И си ја чистат совеста. Имаш ти, не знам, 10 колачиња, ќе му даш половинка од една на некој и си, Да. oh my god, I did Буквално, something. да. Но един. И тоа и што викаш и со Јемен, и со се за гладните дечиња во Африка. Мислам, кои гладни дечиња во Африка? Гладни се тие заради тоа што ти ги експлоатираш. Абе, види, тоа е она кога кажам, че светот не е така изграден пред неколку... Знаеш, од почетокот се гледало како да се искориста, да кажем, законот или примарните потреби како да се искористат за оценување или за да послушаш и такви ствари, знаеш. Порано со храна разменувале. Не знам, ако ти ги убијам сите овци, нема ти да имаш со што да тргуваш, you know? Ама мене ми е, знаеш, не знам како кажам, го мразам, како кажам, светов како е изграден, па што види тие проблеми, војниве, гладниве деца, знаеш, сите тие ствари, тие се решаваат и може да се решат многу лесно. И Тоа самите парите држави постојат, можат. да. Не е дека не постојат парите, но не сакаат да им ги дадат, затоа што им прие хаосот кој го создава. Апсолутно, значи, Пошто тој хаос има возможно на тие луѓе да мигрираат, точно. такви, нели, war-torn countries, идеат во поголемите, кај што можат да бидат помалку платени за повеќе работа и ние да уживаме пак нешто, мислам, нереално, ли Гадафи. Ама види, глобалниот југ не е сиромашен само од себе. Тие се сиромашни заради тоа што се со векови и векови експлоатирани од истиот тој север и запад кој што сега ги жали. Така и сега они сакаат да им помогнат. Тебе тие го играат. И они ќе невладина организација, да. И ќе создадат невладина организација да им помогнеме на гладните во Африка. Затоа ги обожавам Саут Парк, значи како ти бацана и ми текнува една епизода од првите Starvin Marvin, беше за Adopt a Kid from Africa. Да, мислам дека ми текнува за што збориш. Мислам кога ама брилјантно е тоа. Треба да се гледа таа серија. Треба, се согласувам и јас. Ја гледав кога лани ова време. Ги гледаше новите епизоди? Да. Не знам до кај стигнав сега последно. Ама да, се согласувам дека тоа е добра серија која што добро Мора да се гледа. и доволно смешно ги лупа работите во И фата. уметност и политика и критика. Да. И се. Ама добро, па од друга страна, знаеш, не знам, као сигурно ти се согласуваш подобро повеќе од колку што јас самата, бидејќи ја не творам уметност како таква, дека знаеш, као ти не му должиш никому твоето дело да биде некаков општествен коментар. Да, или тоа да има некаква поука, или да има, нели, не знам, да биде прикажано заради тоа што со ова даваш внимание за проблемите кои што се случуваат, не знам, на мигрантите. Да. Или климатски промени.
Тоа мене ме изнервира, имаше една авторка напишала книга демек за мигрантите и како се чувствуваат и правила ресерч и се тоа и напишала и после дошла некој била како ти ако го немаш преживеано тоа, не смеш да пишеш за тоа. Мислам, hello, what the fuck? Да. Аке тоа имагинација и... Точно. Ама, право си за тоа. Иако ти викам, знаеш, не можеш да кажеш, сам буквално заемно, онако, едното со другото не може. Еве, макар и јас да не, моето дело да не е за нешто конкретно, инспирирано. Да, точно. Па сепак си човек кој што живее некаде, така? Да. Да можам, не знам, да снимам филм, небото да го снимам 3 дена и да бидам, amazing, Да. види, поминаат 2 авиончиња. Да. Ама види пак, значи ти шо и да снимаш, еве, особено ако снимаш тука, Да. не знам, у Скопје или во Македонија, кај да е, ти шо и да биде приказната ако е во Македонија, вака или така, Да. ќе има некаков коментар, можеби ненамерно. Да, мислам тоа, може би дали коментар или повеќе по Обзервација, ќе го сватат да. како коментар, но Да, може ти и не си планирала, ама ако сакаат луѓето да го сватат така, ќе го сватат така. тоа. Или тоа е тоа. А еве, ова е, мислам, малце минувам тема, ама ти си по потекло од Прилеп, така? Не, мислам да. Моето да. Колку често си во Прилеп? Не многу. Порано одев скоро секој викенд или секој лето, сега не до толку. Ама од прилика си известена како е таму. Да. Имаш слика. Мислам, имам роднини таму што живеат. Добро. И како би ги споредила, например, Прилеп и Скопје во однос на ете, можности, култура, уметност, живот? Мислам дека и едното и другото си имаат и pros and cons, obviously. И, например, кога бев мала, го мразев Скопје. Кога се преселив, да, го мразев, пошто немав друштво. Живеев буквално тука на рекордна зграда, која беше полна канцеларија. Само ние бевме. Во училиште, каде што, не знам, немав многу пријатели, немав некоја многу, како кажам, поврзана со децата и така, ми беше многу осамена, ама секој викенд во Прилеп, I had the blast. Да. И го мразев Скопје и сакав да се преселам, но мајка ми викаше не. Кога пораснав, сватив зашто не, пошто овде имам колку толку повеќе опции. Да, имам повеќе. Реално неспоредливо. Не испоредливо, значи стварно. И мислам дека и тоа што е голем град ти овозможува друг начин на размислување и знаеш, јас не сум таков човек, стварно не ме интересира кој зборува за кога, ама тоа ти е дел од животот таму. Да, само од локалната култура, да. Знаеш, седиш и не знам, тоа е помалку луѓе, помалку град. Ама, пак, например, сега вака пораснам така во одному Прилеп, луѓето ми се многу драги. Значи, прекрасни се луѓето таму. Во кога каде искачаш? Да. И стварно сакаат да творат сите и, знаеш, си бараат начини на како сето тоа. И мислам дека си има своја култура, своја субкултура со која јас не сум до толку запознаена, искрено, значи се чувствувам како некој турист над Ганалај. Добро. Што одамна не сум отишла, знаеш, кога одам сум со фамилијата. Да. Луѓето се таму, не знам, знаеш, пак кај нас има нешто на кругови друштва. Има, да, и се знаат кои се. Да, тако се едно огромно друштво, си се држат. Да. Тоа. И не знам, ми се допаѓа. Мислам дека дефинитивно им треба на младите повеќе простор, повеќе настани за да можат да си... Во Прилеп? Да. Пошто тие си имаат нели скомрахи, да, има вечери и денови на театар, што им се прекрасни, имаат добар театар и сето тоа и сум... Си имаат убава субкултура со кај Марко Цепенков, и Марко Цепенков, самиот дом на култура е прекрасен и она staple of a time. Да. Градот е самиот интересен, ама мислам дека дефинитивно им треба и самите луѓе бараат, знаеш, да има повеќе можности, галерии, настани, свирки, знаеш, да се шара моца градот. Мене баш другарка од Прилеп ми кажуваше, сега не знам ова дали така испадна, за кога каде кафичот. Дека, Арт кафе. Дека газдата рекол дека најверојатно ќе го префрлува во Скопје. И ја реков, демек,
Абе, зошто? Демек, ако го однесат и тоа во Скопје, што ќе им остане на луѓето таму, така? Take 5 предумирање. Каде ќе биде андерграундот во Прилеп, така? Ако веќе му треба конкретен простор, нели? Емира ми рече, окей, демек, нели, нормално дека е тоа така, ама размисли од гледна точка на самиот газда. Многу повеќе му одговара да има во Скопје кафич, отколку во Прилеп, каде што ќе доаѓаат истите луѓе секој ден, кои што колку може да придонесат за самиот кафич, така? Абе, мислам и тука и влада тоа што се викаме некои стереотипи. Знаеш, пак, the underground is, the people that make it. People that see. Baguette. Право си мислам, it is what it is. Например, ја последен пат кога бев во Take 5, ми текна кога мала кога одевме таму, што преполно. Што е Take 5? Како се вика кафич. Во Прилеп? Джез, да. И кога беше преполно и кога се пушташе джез, имаше настани и така. Бев мала, значи јас не одев своеволно таму. Кога пораснав и појдев, беше толку загреото, празно. Значи пак го има својот шарм, ама празно е, знаеш, а му личи на местото е полно. И сега последен пат кога појдев, приметив дека Прилеп, пошто уште не е жртва на градежниот криминал, please don't. Don't give them any ideas. No shit, sorry. Бришио. Има многу згради кои што се со стара архитектура, недопрени се. Да. И сега тоа само да се реставрира малку би било прекрасно. Да, и мене Прилеп многу ми се. Значи може тоа и како хостел, може тоа и како кафич, некаков ресторан, културен центар, некаков миниатурен, дуња, знаеш? Прекрасно има по 3 спрата кои што имаат преаки. Just do it. Јас тоа, еве сега give the budget. Било каде, кај што сум, дали во Полска, ама и во Италија, да речеме, каде што градовите се можеби окей, не се далеку се од слични од тоа што го имаме во Македонија, ама на пример има тука некои сличности. Тесните улички, ниските куки. Така надградби. И гледај на пример, они колку паметно успеале тоа да го направат во атракција во секоја смисла. Тоа е секаде. Значи зошто зашто во Прилеп чаршијата да не биде, не знам, тоа што е стар град во Италија. Така, зошто? Или во Битола, или тука, или кај да е. Знаеш, мислам дека дел по дел се обидуваат некои работи, знаеш, например, во Прилеп се могила, тоа е многу средено, Маркови кулеи. Да. Средено има нови проекти. Знаеш, има некои работи да кои стварно се грижат и самите луѓе, пошто знаеш, така по теренот и се. Мислам, малку глупо се чувствувам да зборувам, мака за Прилеп, ако не живеам таму, ама не пак можеш. Луѓето пак имаат некоја култура, например, повеќе планинарат, повеќе спортуват. Да, точно. И се гледа дека има култура, нешто не има секда канта. И за тие некои работи стварно се грижат, има и планинарски друштва и онака се организираат, самите прават некаков напор да изградат нешто. И сега финтата е, треба да се појави интерес, треба да се појави порив, нешто такво да се направи, тогаш сигурно би се нашли и буџети, и начини како и луѓето, you know? Јас мислам дека тоа, еве, и да се отвори, може би, еве, градоначалникот, ако согледа дека младите бараат некаков аутлет, може би ќе пушти повик, може би ќе се направи некоја промена, ама јас те разбирам комплетно, ние секогаш патиме од таков некој проблем, знаеш, кој ќе го направат во Словенија, тогаш нас. Да, ама ќе речеш, ке нас нема ништо, има се, буквално се. You just have to look, знаеш, јас тоа викам, не може ние Британија да ја копираме. Не, значи не, така. Не може се Америка, Германија, нема врска. Да, нема, значи како се вика, допирна точка. Ние може единствено да видиме некои ствари таму, да ги адаптираме според нашите потреби и простори и да ги и тоа да се не знам закони за паркови. Да. Ама сега не архитектура. Знаеш, мене стои. И што најмногу ми пречи што и онака стварно ми доаѓа и тешко кога гледам некои работи колку би можеле да бидат добри, а не се, заради тоа што они кога ќе направат нешто е скроз утнато. Значи, апсолутно да не се согласува со ништо поврзано со градот или со државата или со локалната култура.
Значи, зашто нешто да не биде автентично за тука, модерно. Значи, тоа не е невозможно. Тука модерните работи се или преинтернационални, значи изгледа има некои кафичи кои што се апсолутно прекрасни. Да. Еве сега како ќе кажам име, не ме е гајла. Например, Тини Тајни. Не знам дали си била на Орца Николов. Нема врска, прилично е популарна сега. Преубаво е, прекрасно, значи сладко, убаво, фраерски, има убаво јадење, убаво кафе, сето тоа. Само што немам ништо, не се жалам, тоа е супер, такви работи треба да има. Ама такво исто нешто има и у Берлин, има и во Варшава, има и во Сиднеј во Австралија, има и во Лос Анџелес и негде во Бостон, знаеш? И тоа е супер. Значи, окей е да има такви места, заради тоа што во секој главен град треба да има такви места кои што се меѓународни. Меѓутоа, зошто покрај тоа да нема и нешто кое што е во автентичен, локален, македонски дух, а сепак да биде модерно. Затоа што ние мислиме дека нештото или треба да биде ептен модерно, или ептен ако е традиционално да биде, знаеш, како ние да сме некое село. Да. Како да се леле Дибиов Балкан. Значи, зашто да не го споиме нештото? Не знам. Значи, мислам дека тоа треба да се направи онако од вистинските луѓе да се прашаат или Веројатно, да. што има искуство, пошто вака сигурно имаат идеи. Например, баш тоа што ми викаш, например, имаш еднаш као студентско решение за железничката станица. Во Скопје? Железничката станица во Скопје е прекрасна. Апсолутно, да. Значи, можеш единствено да ја зачистиш, ете негде да ја освежиш со боја или нешто. Бе сака да ја обојат као во бои на виножитиш. Во изгледаш ужас, као некој град там Урих, не знам каде, као не изгледа на дома повеќе. Остави го нека е такво брутално кафе. Ама такво е и Staple, I like баш it. се согласувам. Такво мора. треба да биде. Само нека да се подсреди. Да, кога ќе ми речат брутализмот не е убав. Не, брутализмот е една од најдобрите работи кои што се имаат Шата. вклучено на Скопје. Да, и например има разлика и тоа мене ми се допаѓа. Различно е овде, различно е во Белград, како е различно. Да. Русија како е. Кај нас мене скоро сите такви градови, значи од интериерот до екстериерот ми се како некој спешал, човече. Да. Скопје има многу јак брутализам. И многу по, како да речам, по-човечки, по-светел од брутализмот на други места. Многу е по... Не знам, мене многу ме интересираат вакви урбанистички прашања. И мене. Ама, знаеш, тоа што викаш, луѓе имаат идеи. Има Само знаеш, треба тоа да е. ги праша некој. Тоа е. Џабе ти имаш идеја ако никој не те праша да ја Да, сподели. или знаеш, сега пак јас можам да солам памет, ама јас не сум архитект. Не, па тоа, да, вака ние си правиме муабет. Да. Јас, еве, не знам, да ме викне и да каже, ај реши го проблемот со, не знам, со загадување. Ко, Што може? окей, мислам, може да ти дам идеи. Да, ама ти немаш ниту научни факти, ниту... Ко, секаш можам да ти кажам, остави филтри, ко... Да, рециклирај. Дрвца на секој кров, ко, знаеш, ко... Повеќе зелени простори. Вентилатори да убиват смогот. Соларна енергија. Да, мислам, јас можам стварно, али Да. ко... Дали тоа ќе биде адекватно и дали ќе реши проблемот. Тоа е друго прашање, да. Така и со ова супер, мислам, ние сме свесни сами, знаеш, како може да се подобра света. Тоа е, освен ако не онака не му влезе на скроз панкерски. Герила, this is our секој средиме, ќе ти дојде некој цајка, кршам коленото, врш, и така. Ај филм. Ајде филм, што се за филм? Yes. Не знам. Дали да се изграбам за цигара, да рекам. Сакаш да направиме филм? Не, една секунда само. Ајде. Ајде, hold Не this. ни прекинувам. Тама не можеш, тоа не прекинува, одма ќе биде. Ајде се најдегенското интересно. Еј. Пауза правиме. Оди. Супер. Сакаш? Сигурно? Да. Сладко ми те гледам, пример ти гледам. Да, И смешно ти е? не, затоа што ме деконцентрира. Да? Јас да ти правим. Сенцати зборовка.
А? Това ти избора. Веќе има една сега? Да, това са това. А у колку почнавме? Војден. Прво почнав за Шпанија. Па за Италија зборате. Тоа се Италија, па за Ај, Шпанија. врати се на мене. Ти? Оти снимаме. Ти снимате? Да, па ти реков пауза правиме. Ево ти не го паузите снимање, да се овде зборам. Ти е посмешно лака. Мислам ка многу хубаво. Сега Лео кога ќе монтира, или може да го оставиме ова у Да, подкаст. реално. Па мислам дека е пауза. Дечки, ова се случува одам да се изгребам од цигара. Што направи? Да се изгребам за цигара. Се ним... Добро, ај сега да... Ако се Шо? Нека да кажам... Сега може се штрима ме фати дека снима ова. Да сам писа. Да, овде што ми клатне сега, кажа. Цело време дека лате. Управам со рацете во мафта, му далеко да Ќе ставиме Careless Whisper од позадина. Да, поханете филтер. Супер ке биде. Чао, Јован. Да. Чао. Биде таму. Чао со паузата. Сладки се. Много се сладки. Фала, Леона. Ништо. Окей, запалив цигара, почуваме за филм сега. Да, како Кол Спраус. Не, ужас, сега ќе изедам цигара. Не, и он како кажа, Небесно. демек повеќето од уметниците, we're pretty fucked up. Иво, Карин, претенциозно. Ќе води од тебе изед. Не, ама стварно, мене нешто што ми се свија кај тебе, ова не е дека да те фалам и да ти дојде незгодно, Слободно. ама тоа е што ти си била секогаш тотално непретенциозно. А тоа не е лесно за филмаджи и за уметници. Не се согласуваш? Не, мислам. Што мислиш што за тоа како за границата помеѓу уметност и помеѓу бидување кул и бидување претенциозен? Дали е тенка границата или не толку? Да размислам. Мислам дека искрено мене ми требаше многу долго време да го научам, ама мора да си комфортен од својата кожа. За да научиш да се сакаш и да можеш да бидеш свој. Добро. Знаеш, ја уште се учам како да сум своја, who am I, може да ќе ми стигна за некоја година да станам претенциозен. I only make art, I do make films. Знаеш, како да се дерам на интервју. Who knows? Ама, знаеш, сега за сега, фала ти. Браво. Како него, например. Ама, не знам, мислам дека тоа и доаѓа со ако имаш ова е најпретенциозно нешто што ќе го кажам. Ако имаш талент и ако си свој човек, ако имаш нешто што сакаш да кажеш, немаш потреба да се фураш, тоа само ќе ти излезе, сакаш. Начинот на кој што се држиш говорот, размислувањето, се ти доаѓа природно. Се знаеш, не знам како ме прецепираат останатите. Јас не го гледам нешто, тоа што го правам, нешто да го сакам, што ми е кеф. И немам, мислам, дури ми е непријатно понекогаш да се преекспонирам, а не треба, знаеш, пак е тоа мое дело и драго ми е што еве постои што шета по фестивали, you know? Не знам, ко киша око Крагуевца го одговорив. Треба да си горцам, треба да си комфортен, се дали тоа ќе излезе вон контрола, дали ќе се направиш пун со себе, тоа е life, ама добро е да останеш grounded, humble, знаеш, пак си човечна планета, пак си коски кожа. Точно. И тоа е тоа. Знаеш, мислам ка сите бркаме некој вид на legacy. И едноставно, не знам, знае да си дојде да се замена, но со време. Не знам дали го одговорив прашање, искрено, пошто не знам како ме прецепираат луѓе. Не е ни важно на крајот на краиштата. Мислам дека може да стане тенка границата со оглед на околностите. Добро. Например, не знам, ако ти е прв филм и завршиш на Кан, ќе се дигнеш 3 Така да. Секаш, нема шанси тоа да те мора да си многу јак, многу добар морал за да се спуштиш на земја, you know. Например, мене ми беше пресмешно, изгледав нешто кратко од Оскарите, код не ги пратам, али ми излезе кона на Инстаграм, и брати имаше оно на Остин Батлер. Ко кадар, Ово е Елвис, да. Елвис, да, онака кај што аплаудира. И во фацата, онака во очите му се гледаш дека he wants nothing else just to be famous. Nothing else. Тоа е единственото нешто, онака, знаеш, поривот, онака му беше во очи му се гледаше. Искрено тој човек да бил, не знам, по 40-тите, филм Starlet, може дека му беше супер животот. А сега?
Валя му е супер, ајде. Вајде му е супер. Што му фали? Искрено што му фали, можда кај што не е како Ким Кей познат. Тоа го. Бе, шако. Што знам. Ајде чекам папараци да почнат да Ще купувам млеко. Битолско. Да. А не како во... Што има во Србија да Сад. има млеко. Еве, например, знаеш, некако често збориме за скопската или македонската музичка сцена и за тоа колку се сложни и сето тоа, мислам дека некако, окей, овој конкретен момент више не знам ништо понатаму може да се каже за тоа. Ама еве што со филмската сцена, колку е таа сложна, Знаеш, јас мислам сплотена и што воопшто значи тоа? Не знам, искрено, има луѓе со кои што веќе се во филмската индустрија се дипломирани, знаеш, режисери, продуценти, со кои можеш да им пристапиш и да направиш муабет, се многу окей луѓе и ќе те поддржат и сето тоа. Мислам дека конкретно кај нас фали нешто како студент филм фонд или некаков независен начин ти да можеш да аплицираш да добиеш фонд за да направиш филм. Да, и тоа да го спомнеме Знаеш, дека да не си- филм е скапа уметност. Мислам, и музиката нормално си бара финансии, ама неколку филмот. Тоа сакам да кажам, мислам дека фали нешто такво независно што нема да те ограничи на ниво на професија, туку ќе те ограничи, знаеш, преќе сценарио, дали е добро сценариото, ќе поминеш некој, ќе си избориш на пичинг, значи, знаеш, да го осетиш процесот на вистина. Да. Ама се жалам јас ако не ми го изберат, ама фали тоа. Да. Што, например, еве, можеш ти стварно да излезеш со 4 милиони буџет и да направиш срање филм. Значи, тоа нема врска во која земја се стварно се случува сегде. Да. Мислам дека тоа кај нас фали. Мислам дека кај нас фали исто така се разигра малку сцената, пошто правиме многу Не знам да ти кажам право, просечни филми. некако не се збори за филм. Тоа и затоа и така почнав, дека за музика се збори многу. Да, пошто има добар удар на последна. Да, а за филм некако така. Затоа и ми се свигаше овој конкретно месецот на бета баш и филм е фокус. И што ќе биде настанот кој ќе го спомнеме после. Да. Ама не знам, затоа и те прашувам, еве представи ми ја сцената. Вака јас, као човек што е технички аматер сум, и снимам Добро. филмови, мало заблегов во тие води, а го искусив као некој затворен круг. Значи, на страна тоа што има луѓе со кои што комуницирам, на страна тоа што има луѓе со кои што сакаат да ти помогнат, и може пак е тој некој затворен круг на луѓе што прават филмови високо буџетни, ниски буџетни, знаеш, пак е тоа, како да кажам, истите теми се вртат. Знаеш, Збориш и кај децата, мислам, и кај помладата генерација, кај постарата. Не, кај помлади. еве, да кажем главна филмска сцена, знаеш, сети што ти е одобрено од Агенција или од агенција, од министерство. продуцентска куќа, да. Знаеш, ме нервира тоа што, знаеш, и да има некој што ќе се дрзне да направи нешто поразлично, тоа кога ќе помине процес на читање на ова, на она, и испега пак ист просечен филм. There's nothing new. Или ме нервира што пробуваме сега да фураме некои стилови кои што не дека не можеме да ги направиме добро, некако утнуваме. Знаеш, го преживувам како еве, имаш сила, сакаш да кажеш нешто и се запираш во еден. Да, и ја имам и Удрен. конкретен пример у И глава. јас имам, кажи го ти прво. Не знам како се викаше. Happiness Effect. Аха, Го гледаше? да. Телеком реклама. Да, па тоа, сваќаш дека тоа проба, окей, сега не знам дали ќе го ставиме, не е ни важно. Окей. Ама тој филм се обиде да биде нешто. Не, мене тој филм искрено ми беше кул. Да. Не, и мене вака визуелно ми беше Да. многу интересно, само што не знам, не Нешто беше беше- готово дело. Визуелно ми беше кул. Мислам, после сконтав дека типот има и режирано телеком реклами, така Буквално, бои, да. буквално беше кога на моменти такви бори. Беше кул што не беа тешка социјала, беа окей. тоа, да, точно. Тоа супер да го видам. Да. Знаеш, беше друга беше приказна, тоа ми се свигаше. Пак што викаш ти си изгуби во некој момент. Да. Ама, знаеш, такви некои моменти има, ударни, и после се губи пак. Например, ја го гледам кога имам еден добар филм, после 10 години шит, пак е Да. добар, не знам. И знаеш, и сега тука постои тоа што, еве, кога ќе проба некој да направи нешто поразлично, ќе има некој како мене, што ќе каже, ама знаеш, не знам, се изгуби малце,
И после тоа луѓето нема ни да сакаат да пробаат нешто ново, заради тоа што знаат дека ќе постои критика на се што е. Да, не знам, например, јас го искусив тоа, значи преку една аматерска, се нема да спомнам. Да. Да не видам таков човек, ама значи имав сценарио едно и беше така по-брутално, беше насилство, имаше не знам, палење куп. Едно друго. И сега јас го кажам сето тоа, ти си го визуализираш како го пишеш делото. Добро. И сега почнеш да работиш со луѓето и почнуваат да ти ги елиминираат моментите. Зашто ова не оди вака, никој во реалноста нема ова ти го напред. I mean, hello, филме, of course it's not real. Да. Мислам, зашто кому ти должиш филмот да биде реалистичен, така? Exactly my point. Знаеш, пак има некоја фина, како се каже, Fine line. Да. Тенка линија. Да, тенка линија. Значи ти можеш баш да си играш со реалноста, сакаш да прикажеш нешто и sad пак е тоа некој вид на, како кажам, пак е видоизменета, не е точно, значи документарниот филм не е реалност чиста, знаеш, пак е тоа помината низ монтажа, времето си играат со и не можеш да кажеш дека тоа е time frame некој. Ако ме сакаш, што сега да кажам, се загалив сасвам млабетов. Ако вика сакаш да правиш реалистичен филм, прави го. Ако гледаш дека авторот не сака, зашто го форсираш? Зашто, да. И тоа мене ме нервира, знаеш. Не знам, во филмови вебе, например, Сестри. Мене воопшто не се допаѓа. Ништо не мена. Сека на поголемиот дел јавноста не се допаѓа. И сега, например, таму го добив тој момент. Океј, сакат, значи, буквално беше сакам, кажам, не знам, речам. И сега си играат со реалноста, ама пак беше као, буквално да не си ни почнал да ги прашаш као, како ние се допишуваме, знаеш, како функционираат млади умови, знаеш. Како многу беше фейк или не знам како се дружиме, мислам, буквално никој не знам, не палиме канти на матка секоја вечер, конташ, не ни е тоа the thing. Да, не ни е. Ме сваќаш. Јас го сваќам, тоа е really cool, што ти си даваш некој свој вид. Да, в реалити, свој светоглед и сето тоа, I respect that. Не беше cool да го видам, ама ми, знаеш, одма ми изгледаше кој се тргнал на Америка, Запад, секаш. Еден начин да кажеш, леле, овие се лудаци, не знам шо. Брат, можеш да покажеш дека се, не знам, лудаци или дека типов е pervert, тоа што ќе излезат нешто на кафе и ќе почне да пипа. Секаш, многу полесни филмски решенија, али окей. Не, мене ми е тоа што мене ме нервира што секој филм мора да биде слика на македонското општество. Тоа не го секој. Не мора секој филм да биде слика на македонското општество. Тоа е тоа. Мислам, не знам како се представиме и на крај најлошо. И на крај се представуваме ужасно и се представуваме на начин на кој што сакаме да бидеме гледани од страна на Западот и на начин на кој што Западот секако веќе така не гледа. Затоа што нас ни е многу некако мислиме дека е многу полесно да бидеме перцепирани како дивјаци, нецивилизирани дивјаци. Да, на планина живееме. Отколку тоа ни е полесно, значи да играме таа улога, отколку да играме улога на не знам, значи отколку да пробаме да направиме било што друго. Значи тоа е и во Македонија, тоа е и низ Балканот со Емир Кустурица, кој што не сакам ни да го спомнувам неговото име. Знаеш, тоа едноставно лесно е да ја играме таа улога на нецивилизирани дивјаци, а тешко е да пробаме да бидеме било што друго. И затоа го правиме тоа. Да, тоа нешто. И кога пак ќе речам, кога некој ќе направи нешто друго, сме ко не. Да, нешто е различно, мислам. Мене ми беше врв пресмешно, имав веднаш муавет, за прв ми кајваше за Ханиленд, за Медена земја. И некој лупна да ме дама, зашто е таму сниман филмот, пак изгледаме ко дивјаци. Не, значи тоа е... Значи, ти ја караш, значи, во документарен филм е скроз друга и тоа начин на снимка. Да, и јас ја имав истава дискусија, да. Таму се паднала приказната и тие следат. Што сега кој ќе гледат луѓе да си рекнат леле, значи Македонија е ваква, значи цело е. Не, јас имав истава дискусија, конкретно беше изгубила кој се прави. Ја го кажав исто што го кажав и другите ми рекоа како демек е добро да па и за Медена земја рекоа вака, па тоа не е вистина. Па не е вистина, ама тоа се две различни работи. Тоа се две. Не, мене ме нервира кога не сваќаат луѓето дека тоа е онако некој вид на фашистички начин на размислување или знаеш, сакаш да ја представиш секојаш државата во најдобро, знаеш,
v najdober pogled, v najdobro svetlo in дека нема проблеми и се тоа that's fake. That's fake. Да, и тоа е една страна, филмот, ако ти не видиш ниту еднаш да ми закасне автобусот или дека нема таксистот да ми застане или да ме опсуе или знаеш да ми украде повеќе пари, значи тоа се реални, значи случувања во секојдневен живот, значи низ цел свет, не е само кај нас. Да. Или не знам што беше исто во некој филм, не знам, цртале со спреј и имаше една баба, не знам, излезе беше кога господе чува, изгледаме ко вандали. What? Мислам, кога дали се слушаш, кога размисли пред да кажеш. Стварно. Ме сваќаш, многу е банална тема, не знам како да ја одговорам. Не можеш ти секојаш, не знам, шо ќе ти биде стварно држава, како би ја представил ти? Hello? Нема, значи... Не знам, јас така ја преживам, малце сме закочени, нема никаков проток. Супер што излегува повеќе филмови лани, годинаве што излегуваат, супер тоа, искрено не ме воодушевуваат. Добро што излегуваат мене, не ме воодушевуваат, ама тоа е, барем се работи, да, може да има надеж за неколку години, што знам. А вие младиве, мислам младава филмска сцена? Много се трудиме. Знаеш, секој што е тоа, знаеш, се трудиш, додека не успее нешто на big. Мене ми беше искрено кога го снимев Lust for Life, не очекував ништо. Апсолутно ништо. Значи, само очекував дека ете може да ќе помине едно-две фестивалче. Помина повеќе. Да. Вау. Изеде главна награда на фестивал еден и јас мислам буквално се помочав. Ако не ми се веруваш, знаеш, не ти се верува стварно. На Dream Short? Не, на Dream Short за special mention на Микрофон во Белград. Да. Таму зеде главна и бев као what? И ми кажа дека баш им се допаднал. И знаеш, тоа ти некоја утеха, си викаш, окей, значи, знам да правам филм, знам да се справам со камера, не знам да организирам луѓе. Да. И тоа ти дава некоја утеха, тоа ти дава некоја подлога да можеш да се стремиш кон поголеми проекти, кон поголема приказна, кон поголем буџет. Секаш тоа. Да. И сега не знам, јас не егоистички, но е слудо да кажам, јас имам само да снимам филми. Не знам. I'm still learning. Ама знам дека еве колку толку кога ќе снимам некаков таков поголем проект, ќе се држам пак до моите принципи, до мои размислувања. Нема да дозволам толку лесно ми се сврти приказната. Знаеш, по-добро и би се направила екипата така да ми каже тоа ти глупова, не ти е глупова, функционира, не функционира. Зашто не е филмот она нешто што сам го правиш. А што мислиш еве конкретно за образовните институции? Ете, ФДУ наспроти Европа Прима или ЕСРА? Па, не знам, јас тоа го имам само преку пријатели таму што студираат. Јас мислам дека пак е тоа гревото што тие институции, еве, ФДУ, државен факултет е оставен така на цедило. Треба да им се купи, мислам, треба да има право буџет поголем, треба да има опрема подобра, современа, треба да се види дека има за самите студенти, мислам, не дека немаат тие пориви за снимање, ама самите студенти да можат да се дозволат да размислуваат повеќе out of the box или не знам. Да се трудат самите да создадат нешто повеќе, поголемо. Има разлика, значи пак од држава во држава, не можам да споредувам. Ама кога бев еве на Мартовски гледав многу филмови од ФДУ во Белград, значи стварно се врвен квалитет, стварно се пак тука игра и пак буџет поголем опрема, ама нешто техника сите се пит-пет. Многу се поусавршени колку ние. Значи мислиш дека проблемот е... Не, мислам дека проблемот е генерално што пак не знам, некако како да не гледа, не знам, како самата институција или самата држава да не го гледа како некако агилен или како се река на факултет, не знам, воопшто еднакво само за сите факултети може да се каже истото, нека само те фрлат на страна, а шо ај окей, што се жалите, не знам. Да. Во барака е факултетот, hello. Да, но исто двор со технички факултети, мислам. Шо брат, технички факултет има една барака, 3 дупки има на кровот и пишува роботика и вештачка интелигенција. Мислам, it's sad. Да, иронијата сама си се... Да, се пишува. Сега, на свајкаш, писам дека не знам,
како да постои некоја вродена демотивација или не знам, како да не го гледаат како факултет или како нешто битно, како окей, што ќе завршиш да ќе се окей, знаеш, кој ништо нема нешто. А еве наспроти тоа како, например, се справува Есра, која што е приватна. Пак може тоа да го кажат луѓе што студираат да. таму, ама по муабет не знам, не ми кажу, немам лево горе-долу се врати истиот муабет. Да, секогаш, да. Така. Пак е, знаеш што јас викам, значи ако ти имаш желба како студент да снимаш нешто, никој не може да те запри, тоа ти е најдобрата школа. Ти ако имаш, не знам, 3 вежби годинава, ако снимаш, не знам, 5, you're good. Што самиот се вежбаш. Да. Цело време пробувам така да си давам некои вежби за можем самата да се подобрам. Не за бидам I'm better, you know. И тоа е, знаеш, прво треба самиот мотивација, самиот да си даваш цели и после кога ќе видат дека не можат да те соберат вокалот, ќе ти дадат, you know, има шанси. Али пак е тоа игра и улога, тоа што, знаеш, пак е као на воканта. Така некој. Еве, ајде убаво ќе те прашам, што ти е... Немам разлика. Не, ама треба некои работи да бидат скажани. Затоа и ги прашувам. Еве, од цел филмски процес кој што е долга работа и сега кога викам филмски процес мислам од зачнувањето на идејата па се до фестивалите па се до што и да е, што е најубаво? Ми е најубаво снимањето. Да? Ми е најубаво снимањето. Не знам, барем јас така ми е пошто нешто кога ќе си одбереш една работа што те движи, мене така ми е беше, значи beautiful. Кога се гасам скроз друг човек сум, реално искрено кажам. В тој момент немам проблеми outside of the set, немам ништо друго што размислам само кадар, супер ми. Монтажа која ќе седнам ми е исто како интересно, пошто конечно ќе се склопи идејата, но тоа што е како пошто ти текнути што 500 други идеи, монтажирате како идеја и како не знам, ама е забавно. Снимањето е дефинитивно најинтересно. Пошто си со луѓе, тогаш си... Да, и тоа што се визуализира, тоа што се реализира самата идеја, не гледаш, you can touch it, сваѓаш. Баш. А во монтажа веќе тука и други фактори почнуваат да играат. Нешто, може да си го снимал филмот документарен и на крај ќе испадне експериментален, како што прават. Окей. Али it's fun. А што ти е, мислам, што ти лежи повеќе? Фикција, игран филм или документарен? Фикција. Да? Фикција, да. Ова ми беше интересен експеримент. Ова ти е фактички прв документарен филм, Живот Даскја. Ми беше многу интересен експеримент, пошто знаеш пак ја таква имам некои, знаеш, се запознаш со луѓе една друга и сега имаш одредена слика и знаеш, пошто нели кој документарен филм прво мораш да се запознаеш со ликовите, да поминеш време да осетиш каде е приказната, дали има, дали нема. Која ќе биде темата и знаеш и кога ќе почнеш да снимаш пак си како некој уплашена како да луташ, како да бараш и во еден момент ќе тргне. И мене ми беше многу интересно пошто имав една замисла, мисля ќе видам многу откачен филм, а се и свашта ќе видам. Испадна многу поразлично, не знам како кажам, што размислав, но пак има приказ на некој, знаеш, има пак некој. Ај, вака кажи, ние приказнавам. Иако ќе го гледаме филмот во вторник. Па не, накратко е, значи го следам, како кажам, следам еден скейтер. Период од 2 недели, кај што искрши едно 4-5 даски. Од Нови Сад? Да, од Нови Сад се вика Тимофеј. И ќе видите неговата приказна. Ама генерално, значи, многу лудо дете. Ака буквално само секој ден купува даски, секој ден ги крши, тоа му е кеф, не знам, живее, му е многу интересно, многу фин човек, многу фин дечко, искрено. И, не знам, прво не планирав за него да снимам. Па да, тоа сега ќе те прашам, затоа што нели беше во рамките на школата, како најдовте за што да снимате? Значи, тоа беше, ателје Варан. Ај сега да не тупам за историјата, long story short, веќе 50-тите создадена школата и функционира на принцип аматерите снимаат документарен филм со нели рачна камера и во монтажата уствари ти да го видиш филмот. Ти кога снимаш како да бараш, цело време обзервираш, значи треба да бидеш како мува на таванот и после во монтажата го осознаваш филмот. Океј, интересно. И со такви некакви менторски моменти
менторски момент, знаеш, најглупото нешто ever said. Зошто? Не знам. И онака имавме недела и пол во Нови Сад да најдеме некаква приказна и мене онака првиот ден се шетав, буквално не знаев што има во градот, буквално it surprised me, you know? Видов ствари кои ми се допаѓаат, ствари кои не ми се допаѓаат, некои заебани, некои не заебани, нека многу ствари. И налетавме скейт паркот, некако cool. И, значи, толку ме воодушеви како се сите синхронизирани, онака, кај нас не возиме Скейтерите, да. Знаеш, повеќе улич, Да. стрит се вози, не знам, таква не е културата, знаеш, ќе најдеш некој, позади арама, Таму често, да. пиво и како само седат цело друштво. Не знам, таква не е некако начинот на живење што мене ми се допаѓа. А пак таму беше како некои места кај што се блее, кај што се седи по цел ден, знаеш? Кај што се блее, кога не сум го чула тој. Да. Да, и например, ја тој им викам, кој само ќе седиме овде. Вика, зашто таму? Зашто не убаво место? Не блеи се таму. Не. Извини. И не знам, така запознав многу интересни ликови, сите онака те фасцинираат во еден момент, ми беше прејако како сите се онака некако in sync. Да. Еден скок, многу добро возовно, стварно се посветени, онака. И не знам, има и деца таму мали, онака и не се удираат, значи никој Многу не се интересно, удира да. ништо. Тоа е многу интересна субкултура, скейтери. И се и онај байк, whatever, и се затоа со многу луѓе сакав да ми бидат филмот или главниот лик и на крај тој ми падна во око уште првиот пат, пошто прво го измешав се еден друг, мислам дека се близнаци едно друго и така ми падна во око, ми биле интересни. Ама пошто седевме и сите правевме муабет, само тој кюташе. Добро. Имаше странци некои, мисля пак имаше странец некои. И ми рекоа дека е русин, и окей. После сфатив дека за друг ми зборувале и онака се испомешав скроз. И не е русин. Ќе биде тофу. Али окей. И мене ми беше по... Не знам, онака седнавме една вечер и само правевме муабет, не ги не снимав, не ги не замарав со такви прашања и сите се отворија и стварно го прилете дека тој не, кога се гаси од муабетот, значи вози, ќе седне нешто да испуши цигара и онака се одмори и пак ќе проложи, кога се гаси цело на муабетот, а го викаат стално на друго. Така нешто чат пат направив на муабет. Ја му чекам како садиш да снимам, тој речем ки и после почна да вика цело време кога беше во паркот или кога возевме во стрит. И така се разви приказната. Многу природно, сакам да кажам, ама така некако се најдовме неочекувано. Да. Много wild. Cut out the part where I said that he's Ruski. It's like the plot of the film, man. For real. Ова е за монтажерот. Да, Лео, слушај. Да. Добро, епа можеме и со тоа да привршиме, да ги викнеме луѓето у вторник. Yes, да. Со тоа што... Да, мислам дека ќе биде убаво заради тоа што ете, ако сте како мене и ако не сте да толку упатени или свесни што се случува на младинската филмска сцена, мислам дека ова ќе биде... Е добро да се види. Да, добро е да се види и добро е да сватиме што се случува. Еве, Леона може да ми каже, ама значи друго и да го видиш со свој Да, јас мислам добро е да дојдете во вторник од 8 почнува. Од 8. Од 8 во кинотека, да се земете пуканки, да си се спремите, пошто имаме многу филмови. Ама сите ќе бидат супер, сите ќе бидат интересни. И сите ќе бидат различни. И сите ќе бидат различни. И ќе се чујат многу гласови млади, значи... Да. И мислам дека е многу добро да се испочитуваат сите автори, сите приказни. Мислам дека ќе биде кул, така да не доаѓајте само за по еден филм, дети. Не доаѓајте само за живот даски, иако тоа ќе биде настанот на вечерта. Thank you. Да, и така дојдете да гледате за скейтери, дојдете да гледате за луѓе под ношта живеат, за се и све што ќе има експериментални филмови, играни, така да мислам дека ќе биде многу интересна и забавна вечер. Јас се надам дека ќе бидам таму. Искрено, можда да патувам вечер. Јас се надам дека ќе бидеш, ама ќе кажеме дека ќе си таму. Ќе направам некој cardboard cutout од мене и ќе Може. Никој нема да примети. Не, воопшто. Фала ти. Фала ти, Леона, и се гледаме, се надеваме во вторник.